Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Светата литургија, наречена уште и Евхаристија, е централното богослужение на православната црква. Таа не е само една од светите тајни на црквата, како крштенијето, исповета или венчанието, туку таа е самата тајна на црквата, преку која оние што се крстени стануваат не символично, туку реално она што вели светиот апостол Павле, тело Христово, црква. Оваа света тајна е востановена од самиот Господ Исус на онаа последна вечера пред неговото страдање, наречена и тајна вечера, затоа што тогаш се случило нешто многу таинствено, мистериозно. Христос подал леп и вино, велејки: земете, јадете, ова е моето тело, пиете, ова е мојата крв на новиот завет. Ова правете го во мој спомен. Од тогаш првите христијани, уште пред да бидат напишани Евангелијата и книгите на Новиот Завет по заповедта на Господа, се собирале секоја недела и во спомен на Христос ја извршувале оваа свештена вечера. И тоа е всушност литургијата која што ја служиме до ден денес, како продолжение на тајната вечера. Она што се случувало на тајната вечера, јадењето на телото и крвта Христови под видот на осветените лепи вино, е истото нешто кое што го вршиме и ние во нашата литургија. Но тие едноставни нешта, навидом како да се покриени со различните обреди, убавината на пењето, одеждите, што се развиле со текот на времето. И понекогаш ни е тешко да ја воочиме таа основна тема на литургијата. Надворешната форма на литургијата е составена од 3 дела: проскомидија, литургија на словото и литургија на верните. Проскомидијата ја вршат свештениците пред почетокот на самата служба и таа представува подготовка на елементите лебот и виното кои ќе бидат принесени на литургијата. Литургијата на словото е првиот дел на литургијата, во кој главен дел е читањето на текстови од Светото Писмо и самото Евангелие. Проповедта на свештеникот, како објаснување на прочитаните библиски текстови, се наоѓала во овој прв поучителен дел од литургијата. Иако од практични причини, во нашите цркви таа е поместена најчесто на крајот од службата. Литургијата на верните е вториот останат дел кога се извршува приносот и осветувањето на лебот и виното, како и учеството во светата трпеза преку причестувањето. Литургијата не е некаква света драма, представа или шоу од страна на црковниот клир, на која верниците се само пасивни наблюдувачи. Туку тоа е настан кој го бара нашето активно и сознателно учество. Учеството на секој крстен верник преку молитвите и пречестувањето. Самиот збор литургија значи заедничко дело. Во едно кратко видео едноставно не е можно да се долови целата возвишеност на оваа света служба, која што представува срцевина на духовниот живот на црквата. Сите други богослужби и аскетски трудови во црквата се устремени токму кон светата литургија на црквата и учеството во неа. Службата на литургијата или Евхаристијата, што значи благодарење, според молитвите и својата смисла, го учи човекот како создание на еден правилен и благодарствен однос кон Бог Света Тројца и го подготвува за вечноста. Всушност, според оците на црквата, литургијата е самата вечност навлезена во времето, за да го освети времето на нашиот живот. Одењето на света литургија секоја недела е минимална норма за секој православен христијанин, зашто тоа е средба со нашиот воскреснат Спасител кого го љубиме. Тоа е дзирнување за момент во вечноста и Царството Небесно што Бог ни го дарува. Тоа е причестување со небесната благодат, која ни дава сила да можеме со мир да излеземе во светот и вистински да се соочиме со предизвиците кои ни наидуваат во животот. Односно, нашиот живот да стане литургија по литургијата, целиот живот да ни стане литургија во која ќе се принесуваме себе си на Бог преку служењето на нашите ближни.